Уважаеми гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во подкаст Радар, ама добро дојдовте и во 2026 година. Нека ни е среќна годината, многу здравје, долг живот, берикет за сите вас во Македонија и надвор од Македонија. Ете така да речеме по белиот свет. И да се надеваме, пошто надежта никој пат не умира, дека оваа година ќе биде подобро од минатата година. Ова е прва емисија подкаст Радар и за вас имаме едно мало изненадување. Како што погодив дека 2024 година ќе биде женска година, ова година типувам дека ова година ќе биде година на младите. Младите од Македонија, нашата иднина, младите генерации кои треба да исправат се што ние сгрешивме, младите кои треба Македонија да ја извадат на прав пат, бидејќи данас за 7-8 години имаше и застранување. Затоа, вечерва прв гостин, во првата емисија на подкаст Радар, ќе ми биде еден млад човек, Валентин Манасиевски. Валентин, добро вечер. Добро вечер, Сотир. Добро Благодарам дојде. на поканата. Наистина ти убаво тука. Прво пред се би сакал да ги честитам новогодишните празници сега на сите ваши гледачи, да посакам и среќни божикни празници, следниве денови, многу здравје, многу љубов, многу успех, мир, спокој и се надевам на уште една успешна година. Да бидеш сигурен. Да, Мора баш да се бидеш надевам. успешна годината, бидејќи некако тргна работи. Некако тргна работи. Валентин, ти си млад човек. Предпоставам дека не знаеш. Јас цел мој живот работам со млади луѓе. Од прилика, половина од мојот живот помина во оној систем, социјализмот, комунизмот, а другата половина е ова сега, втора и трета доба, во плурализмот и во демократијата. Во првиот систем, од младински активист, средношколец, студии, потоа младина во Кочани, па Скопје, па Белград, до сојузен функционер. А во демократијата, од ко знам за мене, ама засилено негде од 94-та, 6-та, 8 година, едуцира млади лидери. Ето, кратеницата ето е моја. Едукација, тренинг и обука. Ти си млад господин, чинам... Колку години имаш да прашам? 28 година. 28 години. Убави години, да ти кажам. Кога ќе се сетам на 28 години, како Неубавите. беше. Да, убав животот. Да те прашам, што образование има завршено? Факултет филозофски, Да. на УКИМ, одсек социјална работа и политика. Значи му доега дипломиран социјален работник, Да. моментално студии мастер на УГД во Штип. Магистрант. Одсек, да, бизнис економија. Тоа е тоа од прилика. Средно завршив Никола Карев. Основно во Кисела вода, Кирил Печиновиќ, таму сум и Да. растем во Кисела вода. Моментално живеам во аеродром Лисиче, така од прилика е. Скопско дете си. Па да речеме да. Одлично. Не да речеме, туку да, скопско Да, дете. одлично. Сега, не сакам многу политичката страна да истакнуваме, ама неизбежно е, значи ти си член на Централниот одбор на ВМРО да помне. Комитет. Комитет, секој пат грешам. Тоа е тоа. И ја обавуваш одговорната функција портпарол на партијата. Не знам дали си свесен дека тоа е многу одговорна функција, да ти кажам. Портпаролите се најмногу прогонувани, затрупани се со кривични пријави наназад во минатото. Јас безмалку со сите сум дружел, да не ги набројувам сега, со некои многу добро сум соработувал. И ми е драго што вечерва јас и ти ќе се дружиме. Ајде да ми каже сега, вака прво да те представам, зошто и те поканив. Ти си едно освежување на екраните, да ти кажам, во јавниот живот, од причина што од кога се појави, бев изненаден на екраните телевизиски, видов дека имаш јасна мисла и концизна мисла. Видов дека твојот логос, значи твојот говор, твојот збор
е точен, конкретен, со добар тоналитет и едноставно имаш стил. Ајде да ми каже сега ти, твојот интерес за политика прво од каде доаѓа и ете како дојде да ти бидеш портпарол. Сега им се свиѓало, не им се свиѓало на некој, ама на најголемата, најмокната и политичката партија на власт. Со нана за 4 години све живо и диво победи во изборните трки, 2 пати локални, еднаш председателски, еднаш парламентарни избори. Кажи ми, што е за тебе политика и како дојде ред ти млад да се втурниш во политиката? Па ајде од крајот па ќе одиме наназад. Зошто се вклучи во политика? Ова е, мислам, според мен едно од најтешките прашања да се одговорат, затоа што не е само понекогаш една причина, сигурно се повеќе како поминуваат годините. Јас се вклучив официјално во политиката како член на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ 2015 година. Тогаш, ако се сеќавате, беа оние протести, шарена револуција, студентски протести. Тешки години за Македонија, ама и за ВМРО ДПМНЕ. Се согласувам. Се приклучив од проста причина што сметав дека ете би рекол тие протести тогаш и тој бунт, да речеме, против државата, владата, се едно како сакате да го наречеме тоа, не беа праведни. Јас бев еден од тие, можеби, што додека сите беа надвор во холот или можеби во дворот на училиштата, јас седев во училницата, затоа што сметав дека е погрешно, дека е погрешен тој чекор што се случува во тие моменти, затоа што сепак требаше да се даде шанса на нешто ново. А ние како македонци би рекол дека нешто ново кога ќе ни дојде имаме отпор. И впрочем би го споделил тој со Safe City на некој начин. Зошто? Затоа што одма гледаме нешто да најдеме црно во белото. Македонска работа. Меѓутоа треба мислам дека повеќе да гледаме белото во таа ситуација, не да гледаме одма ако има нешто лошо и тоа да го говориме цело време. И затоа впрочем ми се вклучив во Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ на мои 17 години, јас сум роден 98 година. Сум сакал и порано да се вклучам, меѓутоа ете тогаш бев уште околу 13-14 години во разговори дома со моите родители, рекоа дека се уште е рано. И ако јас веќе почнував да се вклучувам во тие води, во младината на ВМРО ДПМНЕ, тие ми рекоа рано ти уште, јас ги послушав, ама и не ги послушав, затоа што почнував да се дружам со луѓето кои што тогаш беа во младината на УМС. Се вклучив затоа што сакав да променам некои работи и како еве поминуваат годините, што се вика, иако релативно ние сме млади луѓе, има многу работи кои што изминати. Јас растев во период кај што беа СДСМ на власт. И ако ме прашате еве што ти вака, да речеме како млад човек виде од таа политика на владење на СДСМ и ДУИ, јас беве со еден збор би рекол ништо. Зошто ништо? Затоа што тие дојдоа со многу ветувања. Тие дојдоа со многу ветувања, особено во делот за младите, а и за други, за останатите општествени сфери. Еве ако збориме конкретно за младите, се сеќавате сигурно, тие ветуваат дека ќе изградат студентски град, ќе изградат нови студентски домови, ќе изградат нови училишта и така натаму. Ние немаме студентски град, ние немаме нови студентски домови, ние немаме нови факултети кои рекоа дека ќе ги изградат, како што беа Финки и факултетот за физичка култура, кој што сета среќа ВМРО ДПМНЕ дојде на власт, па еве ги ќе се реновираат, ќе бидат пуштени во употреба, ќе се реновираат и нови студентските домови, ќе се изградат и нови, ќе се изгради нов факултет во Штип и така натаму, сакам да кажам, она што го ветуваа СДС пред да дојдат на власт, не го испорачаа, а тука беа особено во фокус младите, затоа што на нив им ветуваа многу и на еден начин ги излажаа. И во вака би рекол неофицијални средби, неформални со многу пријатели кои што тогаш ми велеа тие одбра погрешната страна. Горд сум што еве денес се гледа дека сум ми одбрал вистинската страна, затоа што тогашниот премиер ги излажа младите, не им го даде она што го ветуваше на нив и еве после 7 години ние младите ни се иселуваа, многу повеќе од кога секако ќе се иселуваат и ќе се иселуваат. Тоа е нешто кое што
можеме само да го намалиме, не можеме да го искорениме, меѓутоа во тие изминати 7 години навистина многу се целуваа младите заради тоа што се зголеми нивото на корупција, се зголеми нивото на криминал. Младите нема квалитетен образовен систем, ќе ве потсетам, нема учениците учебници на 1 септември, не ги ни добиваа со години немаа. Немавме нов систем кој што ќе ги мотивира младите што повеќе да учат, туку се работеше да се уништи таа, би рекол, генерација, наместо да им се помогне. Памети ме, сега малку ја навлеков и на политика работата, ќе ми извиниш, меѓутоа морам да дадам една ретроспектива за да видиме докаде сме ние денес. И зошто ВМРО ДПМН на власт со 58 пратеника наспроти 18 на овие СДСМ кои ги имаат. Ако имаат 18, може и помалце, се сега не ме фаќате за збор. Тој изминат период 7 години, ВМРО ДПМН е со председател Христијан Мицкоски навистина многу помина. Ако се сеќавате, тогаш имаше навистина многу луѓе кои што сакаа да ја уништат, па би рекол и партијата, да го бутнат и председателот Мицкоски. Меѓутоа, председателот е навистина еден човек кој што се избори со сето тоа, направи се што е во негова моќ и со новите кадри, а не како овие кадри се што ги има СДС, пошто тоа не се нови кадри, туку со нови кадри, и тука вклучувам младината во овој контекст, затоа што многу членови на тогашниот извршен комитет потекнуваат од унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Како што се ќе ги набрам неколку, се ќе ми извинат ако некој ги заборавам, Кирил Пецаков од Охрид, тој беше од Унија на млади сили, Орци Георгиевски од Унија на млади сили, Иван Јорданов од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. И така натаму се простете ми ако некој сум изумил, меѓутоа кадри кои што потекнуваат од младината дојдоа да имаат функција членови на извршниот комитет, односно да бидат новото лице вистинско на партијата, наспроти овие денес како што ги имаме од СДСМ, кои што се истите луѓе кои што 30 години немаат ништо направено добро за државата, односно барем јас не ги паметам по некое добро. Така да имаме веќе година и половина власт во Македонија, централно ниво кое што мисли на младите, работи за младите, она што го ветува го исполнува. Не е само да ветите па после тоа да немате начин како да го испорачате тоа, меѓутоа како што себе да не ги заборавам и оние ваучери за студенти. Ајде, одиме со ваучери. Така е, ваучерите за студенти, тоа е еден проект 250 евра, односно 15.000 денари и 15.300 денари за секој студент, запишен 2025 година, 2026 учебна. Тука ќе ги млади брачни секако млади брачни парови кои што им се помага за свој дом да си купат. Ја ги споменав, има тука млади земјоделци, им се помага и на младите земјоделци до 10.000, така е, до 10.000 денари, 10.000 евра за бизнис. Со оперативниот план за 2025 година бе опфатени младите, тоа е рекорден буџет издвоен за оперативен план, каде што за бизнис отварање се дава до 10.000 евра, за здружување до 20 од 14 до 20.000 евра за младите. Ги спомнавме реконструираните студентски домови кои што и натаму ќе се реконструираат, изградба на нови и така натаму факултетот за физичка култура и финки. Ние набројавме сега неколку проекти кои што власта на СДС и ДУИ можеле да ги направат? Да, ама не ги направија. Ама или не сакале или не знаеле како? Овој дел ја би го заклучил вака. Вашиот лидер, вашата партија, направите успешна смена на генерација партиска, луѓето се распоредија од локално ниво на државно ниво, и еве ти почнуваш да ги кажеш првичните резултати. Последните денови од минатата година имаше еден состанок во владата на 12 на познати македонци кои се вратиле во Македонија. На тој план да ни кажеш минатата година што правевте, што планирате, која стратегија ја имате како партија, како коалиција на власт и така натаму, тоест да намалиме белата чума. Видете, јас тоа го спомнав и во претходниот одговор, ќе се иселуваат луѓето секогаш. Тоа е еден нормален во наводници би рекол процес, но може само да како влада, како партија може да даваме препораки тоа да се намали. Да исчезне не може. Секогаш, впрочем и од Германија се иселуваат, од Англија се иселуваат, од многу развиени европски земји кои што ние сонуваме да бидеме како нив и од таму се иселуваат, така да тоа не може да се спречи, но може да се намали.
Така да добро што ги напоменавте овие луѓе кои што веќе се враќаат тука во Македонија. Тоа значи нови бизниси, тоа значи повеќе пари во буџетот за Македонија, тоа значи повеќе вработувања, отварање на нови работни места, нови бизниси, можеби фабрики и така натаму и така натаму. Јас ќе ве потсетам дека 2024 година завршивме со историски највисоки инвестиции во странски директни инвестиции во државата, околу милиарда и 250 милиони евра. Што значи дека оваа влада, предводена од ВМРО ДПМН со претседателот Христијан Мицковски, има визија, има план и има начин како да ги реши овие проблеми. Ако направиме на ретроспектива, се сеќавате тогашната опозиција и сегашна СДСМ оставаше патики пред владата, сакаше да каже дека беше 100.000, колку беа тогаш, нема фаќате за збор, млади луѓе си имаат иселено од државата, па има 7 години, јас не видов дека некој се врати и рече, добре, сега со новиот премиер, со новата влада, се сменија двајца премиери, не видовме некоја разлика да има. Видовме само едното ти исто. Луѓето блиски до власта, луѓето блиски до СДСМ и луѓето блиски до Зоран Заев, до Венко Филипче, Димитар Ковачевски и останатата компанија нивна, тие имаат ќер. Немаат другите. Валентин, ајде те замолам, извини, ајде замолам една дистинција да ми направиш или компарација на парадигмите Зоран Заев, Ковачевски, Венко Филипче од една страна, тоа е една парадигма, и парадигмата Христијан Мицковски. Како ти ја гледаш разликата меѓу нив? Како ти осеќаш, чувствуваш дека не си сгрешил кога рече дека си ја избрал правата страна? Еве, многу едноставно би го направил тоа. Ако ги имаме една страна Зоран Заев, Димитар Ковачевски, Венко Филипче, нечесност, криминал, корупција, и го имаме Христијан Мицковски, чесност, визија и реализација на проекти. Браво. Многу едноставно е. Видете, пак ќе повторам, јас барем растев во, како што сите сме растеле, тоа е била мојата младост, и јас кога ќе станев од Сабајли, кога ќе пуштев дали е телевизија, дали е телефон, дали ќе отворам некој вести, јас читав нов скандал на власта, нова корупција на власта, фатени блиски лица до власта, актуелни функционери во криминал, корупција. Ние се будевме и заспивавме секој ден со истите приказни. Криминал, афери, скандали, корупција. И сега имаме 7 години подоцна, 2024 половина и 2025 цела, каде што имаме прва вест дека се зголемиле платите во здравството, дека се зголемиле платите во образованието, дека се зголемиле платите кај полицијата, се зголемиле, не ги заборави? апсолутно ќе дојдам и до тоа, се зголемиле платите во делот на социјалата, се зголемија пензиите до сега за 6.000 денари, освен ако не им текне на оние блиски суди кои што одработуваат за Зоран Заев и Венко Филипче СД скупно да ги укине она дополнителна 1000 денари што треба да им дојде во март, ние имаме зголемување на вкупно 6.000 денари за пензионерите. Тоа не е само ветување, тоа е испорачување на ветеното. И тоа одма, само што дојде ВМРО ДПМН на власт, кога оформи владата, 2500 денари добија веднаш во октомври месец, ако не се лажам, 2500 во март месец. И тоа се 5000 денари за отприлика помалку, нешто помалку од една година, повеќе за пензионерите. И затоа велам, имаме многу јасна разлика. Од една страна, Зоран Заев, кога ќе спомнете, одно ви доаѓа криминал, ви доаѓа помисла корупција, синоним дека е неспособност, криминал и корупција, тоа многу често го користам во оние пресконференции кога ќе се спомне Зоран Заев. Едно евро за вицето, едно евро за црквата. Да. Имате една страна неквалитет и имате од друга страна партија, човек, влада, која што има визија и знае како да ги реши проблемите на граѓаните. Има ги определ твоето образование, таа струка ценам доста. Која е твојата оценка на подобрување прво на социјалната атмосфера, со сите овие параметри што ги кажа, според тебе дали и колку е подобрена социјалната атмосфера, состојби и односи во Република Македонија? А второ,
тоа е малку во материјалниот план. А на духовен план ќе спомнам еден поим социјален капитал. Социјален капитал е доверба, разбирање, разговори, средби, неплашење на изнесување на мислење, едноставно како се чувствува една позитивна атмосфера. Како млад човек, кои се твоите гледишта? Право, дали се согласуваш со моето гледиште за оваа работа или не, и едноставно изнесеме го твоето мислење за овие две работи, социјалната атмосфера и социјалниот капитал. Би се сложил со вас во делот дека се враќа полека довербата на граѓаните, јас би го рекол тоа во институциите, затоа што порано граѓаните немаат доверба во институциите, бидејќи за да завршите на обична работа, ќе требаше или да познавате некој во одредена институција, или па да платите, да речеме, на некој вработен таму административец 500.000 денара за да ви даде некаков документ или да ви заврши работа, печат да ви стави или било што. Тоа беше, би рекол, нормално во тој период. Што сега би рекол дека не е така. Впрочем, тука би ја напоменал и дигитализацијата како процес кој што се случува во Македонија, и навистина сум среќен што конечно со ново формираното Министерство за дигитална трансформација овие проблеми ќе се надминат, затоа што ќе се намали корупцијата, ќе се намали криминалот, и едноставно преку вашиот телефон ќе имате пристап до било кој документ што и да ви треба. Во делот на социјалата, јас прво пак ќе го поздравам проектот за зголемување на пензиите на пензионерите. Навистина голем дел од популацијата се пензионери во Македонија. 335.000, тоа е голема армија. Кад Сацка нека му помисли дали ќе се закача со нас. Ово најотворено кажу. И кога ви им помагате, збориме финансискиот дел, навистина тоа значи. Од друга страна пак јас слушав едно интервју на заменик министерот за сега е поново социјала, демографија и млади, така да и младите се тука, и демографијата и социјалата, и слушав едно интервју на заменик министерот Ѓоко Велковски, каде што вели дека отприлика од 18.000 наши сограѓани можат да работат, а земаат социјална помош. Сега тука треба да се, бидејќи јас не сум представник на министерството нити на владата, треба да се види, сигурно они имаат некакви механизми или решенија за овие проблеми, да се види како може да се реши тој проблем, ние да ги едуцираме овие луѓе и да им помогнеме да се вработат. Затоа што помалку имаме ние луѓе кои што земаат социјална помош, толку ќе имаме поквалитетен социјален систем. Пошто бидејќи не е само ние да државата да помага, нормално има дел кои што мораат од X причини, нели, да земаат помош социјална од државата, меѓутоа доколку има некој здрав брат и може да работи, треба државата да му помогне и тој да се вработи, ќе си има здравствено, ќе си биде осигуран, ќе си биде вработен и ќе се зема плата. Така да сметам дека треба тука да се работи што повеќе. И сега ќе се вратиме на првото ваше прашање, кое беше? Не, првото се состои од два дела, второто е социјалниот капитал, атмосферата. Значи, во духовната област ово те прашувам. Некако работиве се пофлуидни, некако работиве се послободни, нема напета ситуација, има слободна проток, секој што мисли кажува, тоа нема забрани. Би го поврзал со првиот дел од одговорот, разликата што ја направив. Слободни сме затоа што, видите, ние сме демократија. Зошто да немаме ние слободен говор? Секој може да си каже што сака. Не да шири влаги. 7 години, знаеш колку новинари се осудени. Ево, јас сум на некој начин новинар, ајде непрофесионално, ама знаеш колку новинари се осудија за време на она власт, така да слободата беше нарушена троа. Се согласувам, да, во тоа време, меѓутоа еве денеска имаме нова слика каде што гледате дека опозицијата, еве ќе споменам таа тема за мигранти, каде што они велеа дека еве ги малтене на граница се каде ќе влезат во Македонија мигрантите. Ајде, човек, што мислиш, има ли мигранти? Не, нема да има, видете. Не јас дали мислам или не. Јас мислам дека не мислам, сигурен сум дека нема да има мигранти во Македонија. Кога председател на влада ви вели дека нема да има мигранти и демантира. Председател на држава ви вели дека нема да има мигранти и демантира. Министер за надворешни работи ви вели дека нема да има мигранти во Македонија и ве демантира.
амбасадата на државата која што велите дека ќе донесе мигранти во Македонија, ве демантира и вели дека нема да има никакви мигранти од Велика Британија во Македонија, јас тука сметам дека таа тема е завршена. И со резолуцијата што фактите, аргументите, малку правнички ми заликуваш, браво. Браво, убаво, 5 ги наброја и ајде сега да видиме контрааргументи. Контрафакти нема. И со резолуцијата што ја поднесовме во собрание, века еднаш за секогаш се става крај на таа тема. Да. Вие се сеќавате, сигурно имате видено, нели СДСМ пишуваше една резолуција. Пред избори, за време на избори. Таа е друга резолуција. Таа им беа за црвени линии, ја заборави ја изгледа. Може во некој видете, они имаат како да кажам, имаат навика некоја све по фиоки да чуваат. Може и таа има завршено во некоја фиока резолуција. Зборев за оваа резолуција што е за мигрантите, која што остана најверојатно и таа во некоја фиока како што имаат навика со Да, добро што го напоменавте. Ако не се лажам, им направија онлайн петиција за стоп за мигранти и таа собра околу 2000 луѓе кои што се потпишаа. Вие како сериозна, видете, ама вие ако сте сериозна партија која што е позиција во Македонија, па тоа требаше да биде таму, како да кажам, минимум 50.000 луѓе да се потпишат на таа петиција. Сега знаеш има проблем. Членството не кореспондира со раководството, Апсолутно. А дел од раководството не кореспондира со лидерот, имаат проблеми. Апсолутно, и затоа имаат такви бројки. Не може вие да представувате нови лица и новите лица да ви се Венко Филипче, Андре Жерновски и не знам. Да, Андре Жерновски не е изворен од СДСМ, он е прелетач. Прелетач од он е демократ, па демократ либерал, па сега е СДСМ. Така да го знам од дете, јас него. Од дете, од 94-та го знам. До оваа тема некако многу блиско е и претходеше стратешкото партнерство со Велика Британија, договорот, двата договори за соработка, договорот за давање експертиза стручна, договорот за кредит. Ако во перспектива стои инфраструктура во здравство, во образование, во патишта и коридор 8 и коридор 10, ако најверојатно ќе градиме модерна железница, се радуваш ти на тоа, као млад човек, нели се тоа причини да почнеме да размислуваме, луѓето не се враќаат да доаѓаат овде, бидејќи се создават услови, па да не речам и за живување на селото. Апсолутно. Апсолутно и ти малку повеќе за тоа стратешко партнерство да ни кажеш. Еве, јас вака. Како ти гледаш теа? Ти си ми битен као млад човек. Видете. Као млад лидер. Вака. Стратешкото партнерство со Обединетото кралство јас би го поделил во два дела. Ајде. Тоа е нели стратешкото партнерство со Обединетото кралство и делот на економијата, односно финансиите. Она што го говорат опозицијата дека сме ја задолжиле ние со некои 6 милиарди евра државата. Тука само сакам една денар не сме земали. Па тука сакам да поентирам со ова. Ниту сме земале денар. Прво да направиме вака да го представам тоа, ние нема да ни ги даде нас Обединетото кралство тие пари. Како би се случило тоа? Ние како помала држава, со нормално помалку народ и помала финансиска поддршка, би рекол, еве вака ви го поделил тоа. Јас сум вработен и земам 100 парички. Сакам да земам кредит од 10.000 парички. Вие сте вработен и зимате 1000 парички месечно. Сега јас не можам да земам сам кредит од 10.000 парички, а ми требаат, затоа вие сте тука како жиран да ми помогнете со вашата плата, јас да ги земам тие 10.000 парички. Што значи, нема вие да ми ги дадете тие парички, туку вие ќе бидете жирант, дека јас гарант дека ќе ги вратам тие пари. По најдобар кредитен рейтинг, бидејќи вие банките на Велика Британија. Апсолутно, светски банки признати кои што нема ние да ги бираме или не знам кој ни одговара, дали ни одговара каматата. Тоа било во времето на СДС и тоа го тргаме на страна. Да. Така не треба. Вака треба. Транспарентност, да се види од каде земен кредитот, колку е кредитниот рейтинг, како ќе се враќаат парите и многу важно, парите ќе се враќаат од кога проектот ќе се заврши. Што значи, доколку ние пругата коридор 10 од Србија до Грција се направи за 6 години, после 6 години ќе почнат да се враќаат парите.
во тој период, додека се гради пругата, од кога ќе се направи? Ќе почне да транзитира од Грција кон Србија, повеќе пари во Македонија, повеќе луѓе ќе поминуваат низ Македонија, едноставно парите ќе остануваат тука и многу ќе биде полесно после вас да ги вратите тие пари. Тука ќе ги напоменам исто така, освен автопатот коридорот 8, железничката пруга, да не заборавиме, што го напоменав тоа, нов медицински факултет во Штип, нов студентски дом до факултетот во Штип, клиничкиот центар во Штип. Да. Тука е во Кичево новата болница. Тетово. Апсолутно Тетово Значи и локален и регионален развој. Апсолутно. Имаме уште проекти во делот на дигитализацијата, во делот на енергетиката. Значи не е тоа дека ние сега сме ги земале парите и сега не знаеме што да правиме со нив. Не. Да. Реализираме проекти, после се враќаат парите со многу подобар кредитен рейтинг и би рекол еве днес студент збор поевтини пари. Нов модерен начин и на финансиско работење и на однесување со светските велесили. Кога ги спомнувам светските велесили, вака да видиме сега. Опозицијата запнала, Филипче одустане, вади, Мицковски премиерот ја изолирал државата, ВМРО изолирана партија, владата изолирана, државата изолирана. Вака кажи ми, стратешко партнерство прво со САД, после толку години. САД знаеме кој си. Стратешко партнерство со Велика Британија, прва дипломатска земја во светот. Стратешко партнерство со Маđарска, една од поголемите земји во Европска унија. Стратешко партнерство при крај или веќе е направено со Турција. Помогни ми, каква е ова изолираност, те молам? Не, јас изолираност која ќе спомнете ми текнува, ако се сеќавате, сигурно се сеќавате на тоа кога Ковачевски како претседател на СДС отиде на состанок, не ме фаќате за збор која држава беше и му ги затворија вратите. Да. И сега таа партија кога претседателот на партијата му затвараат врати во Франција или Велика Британија, така некој. Сега Убаво ти текнува, да. Изолираност. Не е изолираност, едноставно ние дојдовме на власт со политиката дека нема да дозволиме повеќе газење врз македонскиот народ. Да. Тука доаѓаме до направишното кога се преземаше власта, кога обичниот граѓанин, народот македонски, што го даде гласот за ова власт, кога виде различно однесување уште давањето на заклетвите и така натаму, и тука се види разликата што значи претседател на Република Македонија да изговори Република Македонија, што значи тоа премиер да го изговори, па се дигне джева, ја мислам ништо спектакуларно не беше тоа, туку давање до знаење на нашите соседи, делно од нашите соседи, на Европска унија и на останатите меѓународни фактори чинители, дека од тој момент почнува грижа за национални и државни интереси. Како припадник на партијата која секој пат се грижела за тоа, била повеќе успешна, била помалку успешна, како гледаш овие години и пол, имајќи во предвид визави во компарација со изминати 8 години, ги заштитивте или не националните и државните интереси на Република Македонија? Ако збориме изминатите 7 години, воопшто не беа заштитени националните интереси. Ако збориме последната година и половина, апсолутно се заштитени националните интереси. Се сеќавате, во власта на СДС и ДУИ го променихме името. Да. Не влеговме во Европската унија. Впрочем, тоа беше едно трик прашање на референдумот кој што при тоа беше неуспешен. Значи се погази волјата на народот. Апсолутно, а тие нели како државотворна партија кој што мисли на народот, таа тешка одлука што ја донесоа, тоа не е тешка одлука, тоа е да направите, како да кажам, буквално газите врз волјата на граѓаните. Да. Тоа е многу е лесно вие да направите нешто лошо и да не одговарате за тоа. Меѓутоа, таа одговорност, они што ја говореа дека имале толку голема одговорност кога го променили името, тоа е најлесно нешто што може да се направи. Ние одиме по тешкиот пат, тоа е издајство, каде што државните национални интереси се приоритет на оваа влада, каде што ние нема да промениме име, нема да промениме устав, нема да промениме знаме, нема да промениме банкноти, нема ништо да промениме, туку сакаме горди, достоинствени како македонци да влеземе во Европската унија. И нема да прифаќаме никаков ултиматум. Тоа треба да биде многу јасно.
Па и тоа е добро, и еве некако виделе не излегуваат на извршувањето на врските како од Преспанската спогодба од страна на грчката страна, а така и на изместувањето на договорените работи со бугарската страна за договор за добро соседство. Таму нигде не пишува да се сменува уставот. Текнало на некој министер наш, се знае кој е, Османи, на некој бугарски министер, да дадат обврска за нашата држава да подпишат, без тоа да оди во собрание да се прифати, па и не знаеме на влада како е и дали е прифатено, и отеднаш ние зависни пред друга држава, клекнати на колена, засрамени. Така да, мислам, тие работи... Меѓутоа, тука би се надоврзал, кој ни гарантира дека тоа е нешто последно кое што ќе го бара Бугарија од нас? Па да гарантираат, тоа ќе го направи пред година, година и половина. Не гарантират и мислам, тука ме радува вашата... Кој не рече дека утре, еве, да речеме, ги спроведеме уставните измени. И после тоа им текне, сега ние сакаме да бидеме, не знам, таму вклучени, ваму вклучени, па после кречат чекате малце, па кажат дека се 120.000 минимум бугари во Македонија. Па историската комисија, чекате малку да смениме историјата, вака не одговара, ние сме биле ни ова, сме биле друго, ние сме се грижеле за... До каде, до недоглед може да оди таа приказна, така да утре може да речат, чекате, ова Кресненско или Линденско востание не било македонско, било бугарско, Гоце Делчев не било македонско. Година јубилеј имаме на Бугарин. Значи може да се оди буквално во недоглед и сами да се да тонеме се повеќе. Затоа велиме, мора да имаме некакви гаранции од Европската унија, дека ова ќе биде последно барање кое што ние ќе го спроведеме од кога ќе влеземе во Европската унија. Ајде накратко, иако досега зборуваме за тоа, ама накратко е најконкретно твоето гледање како работеше владата на Република Македонија и што постигна според тебе како млад човек, те прашувам. Значи сега, како млад човек да ми кажеш, како оценуваш ти 2025 година? Па ја оценувам наистина успешна година. Не само како партиски член или како поддржувач на ВМРО ДПМН на владата и слично, навистина успешна година, затоа што навистина многу големи на проекти се реализира или се реализираат. Јас само ќе потсетам дека ние оваа година ја започнавме со онаа финансиска поддршка од страна на владата кон општините. Тука влегуваат реконструирање на улици, изградба на нови, реконструкција и изградба на градинки, реконструкција и изградба на училишта. Тука одиме на... Првата транша као да е готова веќе, мислам дека да, комплетно е завршено, околу 288 проекти чинам беа, сега ова е околу 800 на проекти, не ме фаќате точно за збор да ни јутна проектите, меѓутоа мислам дека се да толку и навистина тоа е еден голем градежен бум кој што доправа треба да се реализира. Ние имаме скоро водиме просек градба 1 до 2 градинки во скоро секоја општина, што е проблем од минатата власт, затоа што тие ги интересира само парцелите да има стамбена единица таму, да се крене зграда предходните градоначалници од СДС и ДУИ, и сега, а не мисля како ќе одат во градинка дечињата кои што ќе се родат во тој период, и сега ние треба и на тоа да мислиме. Сакам да кажам, толку се наталожуваа некако тие работи од порано, што сега еве мораме ние конечно да ги решиме тие проблеми. Јас спомнав дигитализацијата, навистина многу голем блок е тука и приоритет. Во таа област најголем напредок има. Апсолутно. Од причина што од нула почна. Апсолутно, па и од минус. Се сеќавате, видите, затоа што претходната власт на ВМРО ДПМН имаше еден проект компјутер за секој дете. И сега дојавме ние повторно на власт. Електронски уред за секој студент, да. Последно, ако не се лажам, било 2006 каде што давале електронски уреди за студенти, така да еве поминати се 20 години, дојде ВМРО ДПМН на власт, помогна на студентите. И да, многу е важна дигитализацијата во делот на борбата против корупцијата, затоа и тоа го напоменав и претходно. И сега ако одиме дел по дел транспортот се градат 4 автопати истовремено. И конечно се надевам ова или почетокот на следната година, апсолутно, и подпредседателот на владата Александар Николовски даваат напори да се завршат овие работи кои што не биле завршени долги години назад. И тоа треба да ги прашаме изминатата власт зошто не биле завршени. Како може сега да дое ВМРО ДПМН на власт да има конечно откочување на проблемот со Скопје Охрид автопатот,
веќе се отворија две Две делници. делници. Има некаде, како што кажуваше потпредседател Николовски, еден дел кај што треба малце повеќе внимание се обрне, таму ќе се работи. Битола Прилеп автопатот исто така се работи. Скопје Тетово Гостивар, значи се работи насекаде. Ама затоа што се знае. А во нивно време се работеше и се може, во нивно време се работеше, ова морам да ве потсетам, 10 километри пат 300 милиони евра. 1 километар пат беше 30 милиони. Па тоа е тој. Мислам да Скопје власт ако беше не може 10 километри пат вас да ве чини 300 милиони евра како држава. Ај се еден феномен да ми објасниш. Пред локалните избори полна уста на опозицијата паѓа рейтингот на ВМРО ДПМН, паѓа рейтингот на Христијан Мицкоски, паѓа рейтингот на коалицијата на власт и туку тап 54 општини освоени, плюс градот 55, градот Скопје и најмногу советнички места. Овој феномен те молам да го објасниш. Како може да ви паѓа рейтингот според Филипче и останатите припадници на опозицијата? Тука се тепа, кој да каже, нивните какви биле овие речеги анкети, на левици и на дуи, а вие победувате во 12 општини повеќе од 21 година. Не само што победуваме повеќе од 2021 година, туку условно кажано падна и бастионите на СДСМ. Тоа е па друг феномен. Победивме во Струмица, победивме во Карпош, победивме после долги години во Кичево, за прв пат. ВМРО ДПМН има градоначалник во општина Кичево. Победивме во Валандово и сега да не ги набројувам сите 55 општини, победивме во градот Скопје. Зедовте, а не беа ваши. Апсолутно. Така условно кажано. Како партија, предводени од нашата партија. Јас честопати знам да кажам дека СДСМ е ова актуелно и претходното раководство, особено со Венко Филипче на чело, живеат во некој нивни посебен паралелен универзум, затоа што работите што они ги говорат во јавноста, само они сами си веруваат на тоа. Ја мислам и не си веруваат сите. Па може би сакаат спрема нивното членство да биде тоа така, затоа што убаво кажавте вие, велеа дека има многу. Колку сега им се побунија за ова што се случи новото раководство, што делу многу каже. Ај кажи ми, колку се побунија? И тоа видни личности. И доаѓа до исклучување, срамот. Тука е таа нивна демократија која што ја продаваат. Се демократска партија, нека седнат, нека се договорат и видите на Македонија и на ВМРО ДПМН ни треба опозиција силна, која што ќе има аргументирана критика, која што ќе даде решение на проблемите и која што ќе биде чекор за нас да не прати да не ние негде погрешиме. А вие кога имате опозиција која што шири лажни вести, шири манипулации, нема конзистентни ставови, нема решение за проблеми, туку ги создава, па демек еве сега ние ќе решиме нешто. Тоа не е опозиција, тоа е партија која што нема визија, која што нема лидерство и која што има луѓе кои што се оние најблиските, најлојалните на претходниот Заев и сега на Венко Филипче. Впрочем, јас честопати знам во пресконференциите исто да напоменам дека Венко Филипче е чувар на фотелјата на Зоран Заев. Затоа што тие луѓе кои што се па не заврши како што треба. Сега ќе видиме. За Црвенковски те враќам назад. Добро, сега не би одел толку далеко. Овие се тука. Венко Филипче ги има луѓето кои што на Заев му беа најблиски. Сега и не може ти да бидат новите лица на партијата. ВМРО ДПМН на овие избори убедливо победи со 55 општини, вклучувајќи го и градот Скопје. Историска победа со 550 советника наспроти 232 на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е знак дека граѓаните даваат поддршка кон ВМРО ДПМН, даваат поддршка на работите кои што ги прави владата изминатите година и половина, апсолутно. Јас ќе ве потсетам дека од 2021 до 2025 година градоначалниците општините кои што беа предводени од градоначалници од редовите на ВМРО ДПМН не слушнавме скандал, не слушнавме никаква афера. Туку напротив слушавме проекти, реализација, нови улици, градинки, фотоволтаици на училиштата. Реизбрани. Апсолутно, да, дел си нови лица кои што нели како што се во така како што е Карпош, како што е Струмица, како што е Кичево, кај што ќе влеат надеж кај народот дека може поинаку и дека знаеме како поинаку, односно подобро да биде тоа. ВМРО ДПМН на нови избори
излезе со програма која што апсолутно сметам дека ќе реализира, додека СДСМ излегуваше на митинзите и ветуваше на граѓаните дека, тоест не ветуваше, они цитира некоја друга политика, што не е за локални избори. Убаво го споменавте ли тоа за резолуцијата излегува 2 дена пред изборите, па де има митинзи, де нема, па де се појавуваше Филипче, де не се појавуваше Филипче, се гледаш и по бројноста на митинзите дека немаат нешто голем број на поддржувачи, така да во СДС треба да дојдат реформи, но треба да дојдат реформи со одземање на Филипче, односно со негово тргнување. Филипче не е ново лице на СДС. Овие луѓе кои што се тимот на СДС не се нови лица на СДС, тие се само истите лојални луѓе кои што продолжуваат постапките на Зоран Заев. Така. Ај сега вака да ме објасниш нешто. Завршуваат изборите, вие голема победа и коалицијата, не само ВМРО ДПМН, тие голем дебакл. Тие треба да одржат конгрес, не држат конгрес. Вие држите конгрес. Така. На конгрес тие треба промена да направат, радикален засврт да имат, не го прават тоа. Вие држите конгрес, и македонската јавност позитивно ја изненадувате, изнедрувате неколку документи групирани во 2 документа. Еве и да се подсетам, ја денеска ги носам, нова парадигма 2030 година, и ново поглавје стратегија за Македонија 2030 година, и велите визија што гради држава. Апсолутно, ова е редовен конгрес. Така, ова е редовен 18-ти конгрес, на кој што имав и јас чест да бидам делегат и воедно да го изберам староновиот председател на ВМРО ДПМН, професорот доктор Христијан Мицкоски. Председател кој што има визија, кој што не гледа од денес зутре и не гледа од година за година, туку гледа 10 години унапред како да ја изгради Македонија, како да биде таа економски стабилна и независна, како да биде енергетски стабилна и независна, како да младите луѓе имаат можност да се вработат, да отворат своји бизниси, како луѓето да бидат посрекни, да имаат повисоки плати, пензионерите да имаат поголеми пензии, земјоделците да имаат што повеќе субвенции, да им се помага во откупувањето на производите, да не завршуваат тие продукти пред влада или на буниште. Едноставно визија која што ВМРО ДПМН ја нуди за следните години. Морам да напоменам тука и она што го говореше и председателот Мицкоски, навистина на голема доблест. Тој напомена дека ова ќе му биде последен негов мандат како председател на ВМРО ДПМН. Апсолутно, и сметам дека тој е навистина потек за почит. Така да сметам дека овие чекори кои што ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски ги прават се нешто ново во политичката сцена што можеби не се видело претходно, и затоа и јас на почетокот кажав дека сметам дека сум ја одбрал вистинската страна, затоа што нас ВМРО ДПМН не ни интересираат краткорочни планови, нешто што е од денес за утре што ќе заврши и не знаеме после тоа што ќе правиме. Туку имаме конкретна визија која што ќе трае со години како ние да изградиме Македонија, како што деликува, како што изминатите 30 години можеби не била како што треба градена. Тука ќе ги напоменам во визијата што гради држава имаме 6 стожери, кои што се во делот на економијата, во делот на младите, во делот на демографијата, во делот на државната безбедност и она сајбер безбедност, кој што е нешто ново кај нас, вештачката интелигенција која што навистина треба да се користи, меѓутоа не се користи за пишување на партиски соопштенија, туку да се користи паметно како што треба. Така да пак доаѓаме до она дека имаме визија, имаме план, имаме како да одиме напред. Така да сметам дека ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски навистина во следниот период ќе покажат како треба да се владее со државата и како да се раководи со една партија. Одлично. Ајде сега да одиме малку лично. Од каде дојде идејата ти да прифатиш да бидеш портпарол на партијата? Добро, вака иде прво сега официјално не сум портпарол на партијата. Меѓутоа доста често се појавувам на партиските пресконференции. Како дојде?
Ајде ти помогнам. А 2000 година, месец-два, ја бев портпарол на Демократска алтернатива. Чашуле Бог да го прости, Слободан Чашуле ни се разболе и рекол, ти ке го менуваш, и ја бев месец-два. Ево, тоа многу малку луѓе го паметат и ја уживав која обавав таа функција, затоа се ја тебе те прашувам, ја бев нешто постар тогаш, ама ти си младо момче, како ја сваќаш ти улогата на портпарол? Видете, На тоа политичка не е партија. апсолутно, особено најголемата и партија на власт. Не е лесно да излезете пред јавноста, пред камерите и она што говорите да го изнесете да е туку така, туку треба да биде тоа поддржано со факти. Така да сметам дека е навистина, јас не би рекол дека е тешка бидејќи сакам оваа работа. Не е тешка, меѓутоа мора многу да внимавате. Да. Затоа што можеби некогаш ќе сгрешите, некој ќе ве посочи, ќе рече ова не е така, е вака, така да Од грешки нема да се плаши. Од грешките се учи, се согласувам, меѓутоа треба она што го изнесувате на пресконференцијата да има некаква тежина. Се надевам дека тоа што го правам како што треба. И се надевам дека Би сигурен дека добро го правиш. Благодарам на комплиментите и се надевам дека и понатаму ќе бидам во добра кондиција, ќе продолжам да го правам она што го правам и ете да подсетуваме како било претходно, да не го правиме тоа, но и да кажеме како ќе биде утре, односно како треба да биде. Ја со некои поранешни потпорови на вашата партија имам работено, ама нема да зборуваме за тоа. Кај тебе приметувам, како што реков, покрај добриот логос, говор, една одважност, немаш трема. Ако ти кажам дека ја бев голем тремарош во младоста, и како функционер политички во оној систем, ама со голема упорност, големо тренирање, големо работење, го достигнав во ова ниво што сега го имам, така важно за некој добар човек за дискусија, човек кој има пис јазик, се закача и така натаму, ама ја тоа го стекнав со многу рутина и работа. Можеш ти да ни кажеш, бидејќи немаш ти големо искуство, немаш ти голем стаж, како успеваш, имаш дарба, талент или ти се припремаш, вежбаш и така натаму. Ова свати го дека ништо не е тајно. Треба некој што ќе дојде да те замени, па да има искуство и да земе и од тебе. Апсолутно се согласувам. Иако малку е лично прашањето. Ама се надевам го сваќаш добро намерно. Да. Па трема, не дека нема човек трема, добро е да имате трема. Не е тоа некој... Виж, веќе си искусен. Да, меѓутоа тоа да не оди во позитивна трема. Јас од мојата 6 годишна возраст посетував часови за драмска уметност. Така да отприлика до моите 17, па би рекол 18 години, јас одев на... Се некои работи ми се јасни. Да, на часови по драмска уметност. И навистина тоа ми има помогнато во животот, да немам трема, да внимавам како говорам, таа дикција, тие нагласоци, како да речам, да бидат на правото место кажани, сите зборови, сите букви да ви бидат звучни. Има навистина доста техники кои што мене во минатото ми помогнале денеска да ми биде многу полесно тоа да го правам. Меѓутоа за жал кога го поминувате пубертетот и кога веќе треба да одлучите каде понатаму во животот, јас од едната страна ми беше глумата, актерството, кое што навистина многу го сакав. Тоа беше... Немој да престанеш да Апсолутно. И сметав дека ќе бидам актер некој ден во животот, но од другата страна во тие млади години се вклучи и политиката, желбата за политика. И сметам дека направив добра одлука со тоа што добра одлука може за мене затоа што се вклучи во политиката. Не ја баталив глумата. Јас навистина често знам да посетам и театарски представи, додам во кино, така да гледам некој добар филм или некоја добра серија, така да меѓутоа престанав да се бавам аматерски, би рекол, со глумата и се вклучив повеќе во политиката, но навистина ми има многу помогнато глумата во животот. Ова што ми ја кажа за глумата, сега ти кажам една случка пред месец дена, во една телевизија пред да почне емисијата, дебатна, не е Алфа, него друга телевизија кај што најмногу гостувам, една господја од продукцијата ме прашува: господин Костов, да не сте били или сте актер? Викам, ако актерство е 5, 6 и 7 деление, кога
учествував во драми едночинки, викам да сум бил. Па така малку се поднасмеав и сега кога чув дека и ти си бил, ми се јасни некои работи. Актерството многу помага. Впрочем, и животот е актерство. Ние имаме повеќе лица, ама тоа за тоа некој друг пат ќе збориме, бидејќи веќе полека сме при крајот на емисијата. Не знам дали примети, не те гнјавев многу како политичар, како член на Централниот комитет беше. Од една причина, тоа го оставив кога ќе поминеш повеќе километри во искуство, тогаш ќе те прашувам, него сега ајде те молам, што очекуваш од 2026 година како млад човек да се случае на општествен, политички, културен, спортски или било каков план во Република Македонија? Кои се твоите очекувања? Очекувам да биде многу поуспешна од минатата година, што значи дека ако очекувам да биде поуспешна, ќе биде навистина премногу успешна година, бидејќи 2025 година ја завршивме навистина на успешен план, како партиски, така и како влада. Очекувам многу проекти, очекувам многу работи за граѓаните на Република Македонија, очекувам многу поголема надеж, очекувам да граѓаните веќе еднаш за секогаш видат дека некој навистина сака државата, сака да направи добро во државата, да ги заборавиме оние стари, би рекол, политики на поранешните структури на СДС и ДУИ, кои што, освен што оставија сивила, оставија држава пред банкрот, оставија институции кои што навистина беа банкрот. Па еве пред банкрот би рекол, јавен долг нешто околу 60 и над проценти, остави институции каде што вработените нема земено плати и сега најте паралела ако ќе направам со 2025 година кога гледам дека се зголемуваат платите, дека се испорачува К15 во државните институции, дека пензионерите земаат поголеми пензии, дека се градат градинки, се градат училишта, се градат студентски домови, се реконструираат студентски домови, се градат факултети. Гледам дека има надеж конечно после долго време во Македонија. Така да очекувам да оваа година биде навистина успешна во делот на економијата. Тука би споменал дека сигурно знаете, ќе треба да вратиме многу долгови од минатото. Да. И впрочем ние обврзницата од пред неколку години. Да, 700 милиони евра, па по таа 500, па 700 со план, со домакинско работење ќе се врати. Да. Но доколку вас ви интересираат само тендери, ви интересираат само како да кажам која фирма да земе некаде проект, па тоа да се надокнади со некој анекс на договор, да се плаќаат некои астрономски суми, а да нема реализација во проектот, тоа е недомакинско работење и треба да одговарате за тоа. Меѓутоа, ако имате домакинско работење, ако знаете како да ги работите во државата, навистина очекувам успешна година во делот на економијата, стабилизирање на државата, повисоки плати, поголеми пензии и намалување на инфлацијата. Па убави очекувања, да ти кажам, Валентин. Во еден дел ќе ти помогнам, рече, сакам да видат граѓаните. Граѓаните гледат, Валентин. Имате енормно голема легитимност и на парламентарни избори, и на председателски избори, и повтор пат на локални избори. Апсолутно. Граѓаните го гледат тоа. Само гледајте да не ги изневерите, бидејќи довербата се стекнува тешко, а се губи на брзина. Така. Ама ја мислам, ги научивте лекциите од минатото и сега сте на добар пат. Ајде вака сега. Не, пред како млад лидер да дадеш некои пораки, јас морам да ти кажам дека ние сме подкаст кој на своите гости им поклонува книги, па овој пат ќе биде Вселена на брендови за тебе една. Благодарам. Ова е од новата едиција, едно од старата едиција, намерно ова донесов, ова ми е репрезентативна со тврди корици, последна, ама еве ќе ти кажам зошто. Ова е Лагите во политиката, Сотир Костов, брендирана е со Дармар, негови цртежи и карикатури, и беше хит книга 2004, 2005 и 2006 година, бидејќи јас тогаш единствен ги типизирав политичарите кои лажат во 3-4 категории, во 3-4 лаги, ги истакнав со примери, ама во вториот дел ги обработив еристичките трикови
поставени за прв пат од Аристотел, обработени од Шопенхауер, 38, ја додадов 4 мои, 42, и ги ставив во книгата, бидејќи тогаш се бавев засилено со јавна функција, тогаш почнав на јавни настапи да одам во големи дебати и едноставно се тренирав сами од себе трикови како да ги откријаме ристичарите. Ристичарите се луѓе што сакат да се целосно во кавга, ама секој пат да се они во право и да победуваат. Ги имаме и сега во некој подкаст и во некој телевизии, ја им се спротивставувам со успех и тогаш се извештив. Второ, давам типизација на луѓето на јавната сцена, демек Штракала, Јаспаја, самобендисани, добри говорници и така натаму. И оваа книга ти препорачувам да ја прочиташ, многу корисна ќе ти биде како портпарол, бидејќи ти ќе си еден од најнапаѓаните, веќе те напаѓаат, ама тоа што не може да те уништи, само ќе те ојача. И не можам ти речам сите да ги читаш, ама оваа книга обрни и внимание, језда е одамна издадена, ама е многу поучна. И ќе ми значи бидејќи рече дека е последна. Не, ќе наречам ја, ќе испечатам кај мојот печатар, кај уметникот Горан. Сега, тука е толковникот, мала фалба, за брендинг, адвертайзинг и паблик релейшн единствено сум јас. За адвертайзинг има и Мекин Ериксон, представништвото во Македонија. Зошто ти го давам толковникот? Ти си портпарол и овде ги имаш во сите три области најубавите изрази, модерни, за брендинг, за адвертайзинг и за паблик релейшн, од време на време дзиркај, можеш да имаш корист. Така да, не те присилувам да ги читаш, ама као млад човек кој сака да напредува, да е успешен, мислам дека ќе најдеш време. Апсолутно, апсолутно. Така не се сомневам. Ајде сега малку да те шокирам за крај. На граѓаните, веќе си ми прв гостин во 2026 година, намерно ти избрав тебе, иако нешто посебно, не сме дружиле, се познаваме кратко време. Сакам кратки, јасни, концизни, или може и воеднина, кратка, јасна, концизна порака за младите, за сите во Македонија, за сите македонци во светот, како да ја одвиваме, како да ја поминиме 2026 година, за која ти рече, очекуваме да биде многу поуспешна, подобра, посрекна, порадосна и така натаму. Бидејќи како млад лидер, мене ќе ми значи, а уште повеќе и на нашата публика. Прво на сите гледачи, на вас и вашите тука вработени во овој подкаст, ви посакувам на успешна 2026 година. Очекувам 2026 година во делот за младите да биде многу поуспешна од минатата. Да имаат, да создаваат семејства, да се раѓаат дечиња. Владата тука ќе биде секогаш да помага за младите. Дали е тоа преку грантови за бизниси, отварање, само вработување, дали е тоа преку грантови за помагање на млади земјоделци, информатичари, спортисти и така натаму. Владата предводена од ВМРО ДПМН секогаш ќе биде тука за младите, впрочем тој го докажува изминатиот период. Би посакал на оние кои што се надвор од Македонија што побрзо да се вратат, затоа што според мене во Македонија после долго време се враќа надежта, се враќа честноста, се враќа транспарентноста, да ги оставиме во минатото оние лоши моменти кои што државата наша ги имала, да се вратат оние кои што се надвор од Македонија тука да творат, да создадат семејства доколку сега ги немаат, да вложат во Македонија, да се вработуваат што повеќе луѓе. Еве една ретроспектива, би сакал тука да напоменам дека изминатата 2025 година ја завршуваме со нови плюс 7000 вработени во државата, што е навистина голем успех. И понатаму владата ќе помага, ќе отвара нови работни места, ќе отвара нови фабрики, ќе отвара нови инвестиции кои што ќе доаѓаат во државата. Би сакал 2026 година да биде година на овие нови трендови во делот на дигитализацијата, да можеме преку своите електронски уреди да добиеме било каков документ што ни треба, а не да имаме, би рекол, да бидеме приморани да бараме луѓе, да знаеме некои во институција или на некаков начин да ги потплатуваат тие луѓе кои што таму работат, туку сето тоа да биде преку вашиот мобилен уред.
очекувам 2026 година да биде година на економијата. Како што знаете, веќе 3 квартали поред имаме успешен раст од над 3%, што во споредба со минатото навистина е тројно зголеме, бидејќи во тогашното владење на СДС-ду имаше 1% раст на бруто домашниот производ. Очекувам поголеми повисоки плати, повисоки пензии за пензионерите. Очекувам конечно да завршат оние градби на автопати. Очекувам оној автопат Скопје-Охрид конечно веќе до крајот или почеток на следната година веќе да биде готов. Едноставно очекувам многу успех во следната 2026 година и очекувам 2026 година да биде година во која што конечно ќе завршиме со оние црнила од минатото и навистина ќе гледаме нови лица во политиката. Ете, вака јас би резимирал. Валентин е така млад, немање голема политичка километража, така искусно кажено. Се на место, али она за дечињата и за семејството ја му давам предност, алал да ти е. Апсолутно. Да ти се заблагодарам. Се надевам ќе се гледаме и друг пат во Радар. Драги гледачи, пред оваа младост само можеме да кажеме дека се поклонуваме, им сакаме на сите млади луѓе успешни да се во годината кој што ја започнавме и во годините после нив, да бидат многу подобри од нас, бидејќи тоа младоста им го дава. А за вас да ви кажам дека годинава почнуваме со проектот Македонија прерадба, револуција, државност, со слоганите илинденски корени и асномски перспективи. За тој проект нешто не случајно ова мајца ја носам. Тоа е проект за народните херои, тоа е проект за војводите, тоа е проект за комитите, тоа е проект за Ловечкото востание, македонското што го спомна Валентин, за Илинден и така натаму. Уште една среќна нова година, добро здравје, долг живот, берекет за сите ваш и среќни божикни празници. Се гледаме до следната емисија. Довидување.